50 новинари и медиумски работници се убиени поради нивната професија во 2020 година, повеќето во земјите кои не се во војна, соопшти во вторникот организацијата Репортери без граници. Оваа бројка покажува дека се зголемува бројот на убиените новинари кои ги истражуваат организираниот криминал, корупцијата или еколошките прашања. Особено ги истакнуваат убиствата на новинари во Мексико, Индија и Пакистан. Дури 84% од убиените новинари годинава биле убиени поради својата работа, во споредба со 63% во однос на минатата 2019 година. Мексико со 8 убиени новинари е земјата на врвот на црната листа во светот. Високо заразниот тип на COVID-19 е присутен во Германија од ноември. Податоците се евидентирани од примероци на постара пациентка која починала. Лекари од Хановер наводно пронашле вирус B117 кај примероци на пациент кој имал здравствени проблеми пред короната, а Берлинската болница го потврди ова откритие. Новиот вид на коронавирус кој најмногу ја погоди Велика Британија е многу позаразен, но според резултатите се смета дека овој вирус уште е поопасен. Во германската провинција Баден, локалните власти го откриле овој вирус кај лице кое што со авион дошло од Велика Британија во Франкфурт на 20 декември. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом предупреди дека и во новата година ќе има застои и нови предизвици, повикувајќи да се интензивираат напорите да се обезбедат откривање на нови варијанти на коронавирусот. Говорејќи на онлайн пресконференцијата во Женева, Тедрос предупреди дека ќе има застои нови предизвици во новата година, повикувајќи се на појавата на нови видови на коронавируси, но апелираше да им се даде помош на луѓето на кои им е тешко да продолжат со борбата, затоа што се уморни од пандемијата. Тој додаде дека Светската здравствена организација работи тесно со научници од целиот свет за подобро разбирање на промените во вирусот и нивното влијание. Во таа смисла Тедрос истакна важноста од зголемување на капацитетот за геномско секвенционирање низ целиот свет, како и споделување информации со Агенцијата за здравство на Обединетите нации и другите земји.